3 даночни обврзници регистрирани за вршење дејности трговија со нафта и нафтени деривати на големо и мало сакале да ги изиграат законите преку промена на назив и седиште на правното лице, како и промена на собственичката и управувачката структура, без да имаат пријавени вработени, соодветни лиценци од Регулаторната комисија за енергетика, бензинска пумпа и складишен простор, служејќи се со фиктивни фактури за милионски суми. Станува збор за 3 даночни обврзници и 5 добавувачи. Нема оштетување на буџетот затоа што даночните службеници спречиле исплати за поврат на ДДВ од 160 милиони денари и за данок на личен доход од речиси 19 милиони денари, информираа од Управата за јавни приходи. За овие случаи, Управата за јавни приходи доставиле писмени пријави со докази до обвинителство и Министерството за внатрешни работи. Ке се воведе ли конечно ред во термините за магнетна резонанца во Македонија? Досега за овие прегледи се чекаше и по 6 месеци, а се работи за итни случаи и сериозни диагнози. Министерот за здравство сега најавува дека ќе се воведе контрола. Матичните лекари ќе бидат надгледувани при давањето на термини за магнетна резонанца, најави министерот за здравство Фатмир Меджити, кој утринава го посети Универзитетскиот институт за радиологија. Собствениците на возила во 2023 година вложиле 87 милиони евра во осигурување од автомобилска одговорност. Во вкупните вложувања зелената карта учествува со 21 милиони евра. Сите цени за задолжителното автомобилско осигурување и за зелена карта ги регулира државата. Граѓани, компании и институции осигурале повеќе од 697.700 возила, а секое трето осигурано возило имало и зелен картон за патување во странство, покажуваат податоците. Зелената карта е осигурување кое служи за обештетување на трети лица доколку се случи сообраќајна незгода или несреќа во странство. Специфика на зелената карта е тоа што во некои земји нема утврдена максимална сума за човечки жртви во сообраќајна несреќа. Во таков случај осигурителната компанија што ја издала зелената карта ќе исплати износ без ограничување. Вештачката интелигенција ќе влијае на речиси 40% од работните места ширум светот, заменувајќи некои и дополнувајќи други, така што е потребна внимателно избалансирана политика за да се искористи нејзиниот потенцијал, рече директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева. Ќе треба да се смисли сет на политики за безбедно да се искористи огромниот потенцијал на вештачката интелигенција за доброто на човештвото. Околу половина од работните места кои ќе бидат погодени од вештачката интелигенција може да имаат корист, но за другата половина може да ја намали побарувачката за работна сила и да доведе до помали плати и намалување на вработеноста. Во најекстремните случаи, некои од овие работни места може да исчезнат. Георгиева посочува дека од клучно значење е земјите да воспостават сеопфатни мрежи за социјална заштита и да понудат програми за преквалификација на работниците. Британија ќе испрати 20.000 војници на една од најголемите воени вежби на НАТО од студената војна, каде што алијансата треба да вежба за одвраќање на инвазијата на рускиот председател Владимир Путин. Вежбите ќе се одржат откако министрите најавија уште еден пакет помош за Украина и по американските и британските напади врз хутите во Јемен. Околу 16.000 британски војници со тенкови, артилерија и хеликоптери ќе бидат распоредени низ Источна Европа почнувајќи од следниот месец како дел од вежбата. Вежбата ќе биде подготовка за инвазија на земја членка на НАТО од кој било агресор, при што се верува дека главните закани доаѓаат од Русија и тероризмот. Оваа вежба на НАТО ќе одбележи 75 годишнината од алијансата. Состојбата по вулканската ерупција на Исланд е драматична, бидејќи во близина на градот Гриндавик се отворија 2 нови пукнатини, а меѓу зградите почна да се разлева лава. Лавата тече кон населбата и веќе ги проголта првите куќи. Вработените во итната помош испратија порака до луѓето да не се приближуваат до градот во никој случај. Во Гриндавик има бројни служби за итни случаи и спасување. Населението на Гриндавик, кое брои околу 4000 жители, претходно беше евакуирано поради значителна сеизмичка и магматска активност, а цивилната одбрана го подигна нивото на опасност во областа на вонредна состојба. Гриндавик беше поштеден од штета за време на последната ерупција во декември, бидејќи лавата течеше во друга насока, заобиколувајќи го градот. За да им помогнат на научниците да откријат како влие загадувањето врз мозокот, тие се изложени на различни видови испарувања. Од дизел до производи на чистење,
Научниците ги анализираат примероците од крв и резултатите од конгитивните тестови направени пред и по излажувањето на загадениот воздух. Иако не е добро познато дека квалитетот на воздухот влијае врз белите дробови и кардиоваскуларниот систем, оштетувањето на мозокот не е многу проучено. Експериментите се извршуваат на Универзитетот во Манчестер, каде што истражувачите создаваат 4 типови загадувања: издувни гасови од дизел мотор, чад од запалено дрво, испарување од производи за чистење и испарување од готвење. Нивата на загадувачи внимателно се мерат и се контролираат, потоа се внесуваат во воздушната комора, а потоа доброволците го вдишуваат загадениот воздух. Доброволците доаѓаат во лабораторија неколку пати во текот на неколку месеци и секој пат се изложени на различен тип загадувачи или чист воздух. Според податоците на Светската здравствена организација, 99% од светската популација дише воздух, што ја надминува дозволената граница за вообичаен загадувач, утврдена од Обединетите нации. И дека комбинираното влијание на загадувањето на воздухот надвор и внатре придонесува за прераната смрт на 7 милиони луѓе секоја година. Резултатот од тестот се очекува.